коментар во однос на политичките настани што се случуваат во моментот. Се надевам дека се минливо и сум фокусиран конкретно за доброто на младите, бидејќи ние младите сме иднината. Така е. Ајде да го побараме ние на кратко видео, чисто да го споделиме за тоа што е дел од овој голем настан во Брисел, а веднаш потоа ќе го искоментираме. Ете со овие 50 на секунди, не верувам дека беа повеќе, се најавува настанот кој што се случува на 3 и 4 јуни, European Days, како беше? European Development Days. European Development Европски Days. денови за развој. Да, каде што видовме дека таму има собрани стотици луѓе со различна боја на кожата, од различни етни комбинации, исповеди, вери и така натаму, каде што се борат за доброто на Европа. Во овој контекст на младите, како ја замислуваш ти иднината на младите луѓе, значи генерално, глобално зборуваме тука по целиот свет, што би променил да си ти оној фактор, да станеш вистина оној лидер за овој регион, кој што ќе има право да носи одлуки, да носи предлози, кои што и како можат да ги изменат иднината на младите луѓе, како што рече тие се нашата иднина? Имам доста да се зборува на оваа тема. Сега не барам на англиски, на македонски кажеш ми. За на англиски ќе се спремиш до трети. Да. Јас, например, би променил, тоест би створил, значи, баш сега ќе преминеме конкретно на главната тема. Значи, главната тема на панел дискусијата ми е social enterprise, социјално предприемништво во Македонија, кое ќе почне да се развива од септември месец некаде кај нас. Баш пред 2 месеци министерот Диме Спасов за труд и социјална политика го најави на некој начин. Поимот уште не е познат за нас тука, но Македонија има голем потенцијал да развива социјално предприемништво. И тоа што до сега се практикуваше општествена одговорност, и тоа е дел од социјално предприемништво. Има моментално кај нас позната компанија, не можам да ја наречам компанија, тоа се наоѓа во Струмица. Тоа е болница за лечење на зависници од дрога, алкохол и коцка. И моментално има таму 17 згрижени. Значи тие со тоа што во слободно време се социјализираат, значи одгледуваат овошје, зеленчук, добиток и од профитот уствари што е од тоа што ќе произлезе, они се финансираат самите таму. Значи тоа е пример за социјално предприемништво кој е кај нас познат, но не е актуелен. Така да настанот ќе го отвори настанот се одржува на 3 и 4 јуни. Ќе го отвори господин Жан-Клод Јункер, председателот на Европската комисија. А наредниот ден ќе го затвори господин Мартин Шулц, председателот на Европскиот парламент. Ти кога имаш обраќање? Јас имам обраќање првиот ден, на 3 јуни. Патуваш потполно сам? Никој не доаѓа со тебе? Сам, никој не доаѓа со мене. Прв пат одиш сам некаде? На ваков настан? На ваков настан прв пат одам сам, да. И? Инаку претходно сум патувал на други проекти и патувања. Но
имам добиено максимална поддршка од British Council, бидејќи јас сум ставен во нивна група во однос на темата. И од Европската комисија имам ментори, тутори. Така да на аеродром кога ќе слетам, ќе ме пречека одговорно лице за future leaders. Така. Одлично, штета што малку доцна се организираме, можеби и ќе ти пратевме некој представник од нашата ТВ да се организиравме така на време, па и ќе имавме и тази информации што како ќе се случува таму, но тоа во некоја следна прилика, дај Боже да има вакви проекти настани каде што ти ќе бидеш представник, па и тоа ќе го изорганизираме, да не бидеш сам, ние да имаме ексклузивитет на информациите и на настаните кои што ќе се случуваат таму.